Денес на символичен начин се предава палката што ја преземате од нас старите, да ја носите со достоинство. Старите генерации са пресрекни што имаат кому да му ги предадат аманетите од минатото, од нашето златно, макотрпно и надежно минато. Вака зборуваше во еден од своите најинспиративни говори господин Михаел, поранешниот поглавар на Македонската православна црква. Сагата на Македонската православна црква и низината борба за автокефален статус и еднаквост со другите православни цркви трае повеќе од 7 децении. Помеѓу првиот црковно-народен собор, одржан по Втората светска војна во Скопје во 1945 година, па се до признавањето на автокефалноста на МПЦО во мај 2022 година, стојат редица настани кои одбележаат турбулентната историја на борбата за самостојна црква на овие простори. Иако на крајот прифаќањето на Македонската православна црква Охридска архиепископија од страна на другите автокефални православни цркви е голем триумф за верските чувства и припадноста на верниците на овие простори, се појавија редица прашања кои внесуваат забуна кај општата јавност и се истовремено предмет и на шпекулации, но и на неточни или недоволно прецизни објаснувања. Дел од овие прашања се однесуваат на тоа што точно представува чин на признавање на православна црква, како точно се стекнува автокефалноста, но каква е и улогата на фамозниот томос во целиот процес. Од друга страна, општата јавност е многу малку запознаена со историјатот и помалку видливите аспекти на борбата за стекнување автокефалност, но и со разликите кои постојат помеѓу борбата на МПЦО и сличните во наводници случаи како што е оној со Црногорската православна црква. Дополнително јавноста не е ниту информирана како другите цркви ќе ја нарекуваат Македонската православна црква Охридска архиепископија, со оглед на одредени резерви кои овие цркви ги имаат кон нашата црква. Во именувањето, а не во признавањето секако. За да дојдеме до одговорите, почнуваме од почетоците, назад кон формирањето на Македонската православна црква. Професор доктор Милан Ѓорѓевиќ од Православниот богословски факултет во Скопје, наш гостин во оваа епизода, го објаснува конфликтот околу признавањето на МПЦ, но и самиот термин препознавање на една црква. Професоре, добре дојде. Добро ве најдов. Во пресрет на најновите настани признавањето на МПЦО како рамноправна црква со другите православни цркви, дали може накратко да се осврнеме на историјатот на формирањето на Македонската православна црква и кои се најважните формативни, би се рекло, моменти во црковната историја на нашата црква? Секако, обичај е во православната традиција да се оди доста наназад во историјата, така што ќе се вратиме дури до средниот век, во оној првичен период на формирање всушност на Охридската архиепископија, каде што може да го проследиме тој историјат, почнувајќи од низиниот формативен период за време на средновековната Самуилова држава, преку епохата на досна Византија и на отоманската доминација, па се до низиното контроверзно укинување во 1767 година. Сега, во времето по Втората светска војна, поточно во 1959 година, на тогашната територија на Српската православна црква, канонска територија, доаѓа до формирање на автономна црковна единица на територијата на тогашната Социјалистичка република Македонија, со име Македонска православна црква. Хиерархијата на оваа црква го добива апостолското преемство, тоа е многу важно, од страна на Српската православна црква. Во 1967 година Македонската православна црква прогласува автокефалност и почнува литургиски организационно да функционира како автокефална, односно целосно самостојна помесна православна црква. Тоа е почетокот на судирот со СПЦ, кој по 55 години, лани, 2022 година, доби својата разрешница. Денеска, како што кажавте сами, Македонската православна црква Охридска архиепископија е една од канонските автокефални православни цркви и рамноправно со другите сестрински цркви ја носи одговорноста за православното сведоштво во времето во кое што живееме. Благодарам. Одиме на нешто поконкретно кое не тангира денеска, кое е прилично актуелно, би рекол, во последните година-две. Што точно се смета за акт за признавање на одредена православна црква од страна на остатокот на црковната православна екумена? Кој точно акт, постапка, документ или па практика може да се смета за клучен во признавање на една православна црква? Мислам дека постојат многу предрасуди, мистерии, погрешни информации во јавноста околу ова. Мислам дека е нужно да го расветлиме.
како професор на правниот факултет насетувате дека одговорот не мора да е просто и само во некаков правен акт и слично, туку дека тука може биде и практиката, и точно во таа насока ќе го придвижам одговорот нели на ова прашање, затоа што тука тој дел е многу важен. Значи, зборуваме за нивото на литургиското заедничарење. Сега може да звучи малце апстрактно за вашите слушатели, ќе се обидам да го објаснам заради тоа што тоа лежи во основата. Тој теолошки елемент обично некако се превидува, а всушност е доминантен. Сега, основно е да се забележи дека тоа литургиско општење или заедничарење не се одвива само на хоризонталата од човечката историја. Тоест не е некакво вклучување на црквата кандидат во некаква унија на православни цркви. Всушност тоа е еден од големите проблеми во перцепцијата на овие прашања. Во кругови кои се можеби стручни за политичките теми и прашања, но не и за верската тематика. Литургискиот живот има своја носечка вертикална димензија, а тоа е заедништвото на сите во Христос. Таа димензија е рабетниот столб на православното единство, при што литургијата е централниот настан низ кој животот во Христа се стекнува и преку кој се остварува во својата полна сила. Сега малце да го конкретизираме ова што го кажавме. Како вие ќе видите дали една помесна православна црква е автокефална? Пред се според начинот на кој што таа богослужи. Заради тоа тој литургиски елемент е важен. Од 1967 година па се до денес, Македонската православна црква Охридска архиепископија богослужи како автокефална црква. Во литургиската практика тоа значи дека поглаварот на црквата ги спомнува на литургијата на богослуженијата поглаварите на сите помесни православни цркви, а не само на еден на кој што му е почината. Во таков случај би имала автономија, би немала автокефалија. Значи да кажеме дека тука е клучната разлика автономија versus автокефалија. Тоа е една од карактеристиките. Светото миро потребно за богослуженијата го подготвува самата, а не го прима од друга црква на која што е почината. Своите епископи ги поставува самата, без потреба од учество или одобрение од страна на друга црква. Има организиран литургиски живот и активна мисија во епархиите надвор од границите на државата и така натаму. Сега, фактот дека Македонската православна црква сослужува со сите православни цркви, онаква каква што е, без притоа да промени што било во својата литургиска практика, а што суштински одредува како автокефална црква, означува дека нејзината автокефалија е де факто препознаена од соборната црква како цело. И тука не случајно користам зборот препознавање, а не признавање, затоа што тој многу попрецизно и подлабоко сликува литургиската стварност. Во не единствениот што дава и што признава е Христос. Ние луѓето пак немаме што да дадеме самите од себе си. На нас е задачата да ги препознаеме даровите на Светиот Дух кои што се пројавуваат во светот и во историјата. Добро, во тој контекст, кај нас се зборува многу за томосот, како јас би рекол веќе една митска одредница. Какво е неговото значење? Кој кому точно му го дава томосот во случај на признавање на автокефалија на една помесна православна црква? И конечно, дали давањето на томосот е најбитниот аспект на признавањето? Кај нас се внесе забуна од аспект на тоа дали е битно томосот да го даде Вселенската патриаршија или Српската православна црква. Беше најаван дури раскол од страна на Српот во случај да ние добиеме томос. За среќа такво нешто не се случи. Работите отидоа во многу попозитивен правец. Работите во црковната стварност се одликуваат со една поголема динамика и не може туку така да се затворат во една рамка и да кажеме вака, вака и вака, да се нормираат на еден таков принцип. Сега, многу прашања отворивте, ќе гледам колку што е можно да бидам порезимиран, ама не ветувам дека одговорот ќе биде краток. Напротив. Прво и основно, многу често користиме зборови со неразјаснета етимолошка и семантичка содржина. Имено. Без воопшто да бидеме свесни за тоа. Затоа е нужно да се дефинираат тие поими доколку е потребно да се демистифицираат. А дури потоа да ги внесеме во употреба. Зборот томос е еден таков поим. Тој доаѓа од старогрчкиот јазик. Означува буквално исечен дел, исечок, секција. Во буквална смисла означува дел од испишан свиток. Исто така и посебно објавен дел од некоја книга. Така во македонскиот јазик го имаме зборот том. Или речник во два тома. Од тука доаѓа тој поим. Во црковно-правната терминологија зборот томос се користи како назив за кодифицирани одлуки од исклучително значење, донесени од највисоките епископални управни тела на постоечките помесни православни цркви. Вообичаено станува збор за одлуки кои го регулираат нивното организацијско устройство и односите со сестринските помесни православни цркви. Сега, водејќи се според оној древен принцип на организирање на црковните територијални единици согласно државните територијални поделби, во државите што се јавуваат по падот и со паѓањето на Византиската империја, се јавуваат и нови помесни православни цркви. И со падот на Византија, дефинитивно со крајот на империјалната епоха во европската историја,
и со појавата на националните држави доаѓа до израз потребата од организирање на автокефални помесни православни цркви. Целта е успешно да се спроведе црковната мисија на териториите на соодветните државни или регионални единици. Значи, мисијата е во центарот. Прв и пресуден фактор на автокефалноста е согласноста и благословот на мајката црква, односно, она помесна православна црква на чија канонска територија се формира нова автономна или автокефална црква. Така. Таа го признава автокефалниот статус, со што двете цркви понатаму меѓусебно се третираат како рамноправни и рамнодостојни сестрински православни цркви. Патем, ваквите семејни изрази тука имаат статус на црковно-правни термини, без никакви поетични и слични конотации. Јасно. Постојат и други употреби, например, постои историско-генеалошко употребување, ќе сретнете со други значења, но во црковно-правна смисла значењето е. Поради фактот дека основен еклесиолошки принцип во православната традиција е соборноста, односно полнотата на православната црква, издадениот документ Томос потврда од мајката црква се доставува до сите сестрински автокефални цркви на усвојување. Со оглед на тоа дека во нашиот случај не постојат апсолутно никакви догматски или канонски пречки и со оглед на тоа дека процесот на усвојување веќе е во тек и непречено се одвива, би рекол прилично брзо за православни стандарди, Да. нашата автокефалност веќе не може да се постави по знак прашање. Што се однесува до улогата на Константинополската патриаршија во целиот процес, нејзината улога е неспорна. Првенството по чест, кое соборно и е доверено, се остварува преку служење во љубовта. Со тоа се посведочува заедништвото и едномислието меѓу православните. Во таа светлина треба да се разбере и очекуваното официјално прифаќање на нашата автокефалност од нејзина страна. Имено како израз на триумфот на соборната вистина и на црковното единство во светот и во историјата. На крај би се преиспитале уште еднаш. Како ќе бидеме сигурни дека сме на вистинскиот пат? Во овој критичен момент од светската и од црковната историја, клучен критериум на валидноста на едно решение останува единството на црквата. И ова е најважното од се што кажав дотука. Секој чекор што може да го наруши единството, макар и со една канонска помесна православна црква, може без двоумење да се смета за погрешен. Во време кога поедени помесни православни цркви имаат прекин на литургиското општење, Македонската православна црква е во единство со сите до едно. Со сите кои што имаат всушност општо признаен канонски статус. Со тоа единство треба да го чуваме како капка на дланка. Не заради нас самите, туку Христа ради. Затоа што преку црквите како нашата се запазува единството на православните денес. Мора да бидеме свесни за одговорноста што ја носиме и за нивото на задачата што ни од Бога доверена. Истовремено сум восхитен од фактот дека нашите постапки како црква се сите до една во духот на запазувањето и обновувањето на ова единство меѓу православните. Тоа е доволна причина да му бидеме благодарни на Бога што ни избрал нас, најмалите меѓу сите, за преку нашата немоќ да ја посведочи неговата исцелителна и обединувачка сила. Но кој фактор сметате дека беше клучен да се промени расположението кај другите православни цркви, особено кај српската, па дојде до признавање на Македонската православна црква Охридска архиепископија? Дали беше црковната дипломатија, одредени политички настани кои позитивно придонеса или се работи за созревање на целиот процес низ времето со оглед дека во црковните прашања потребни се сепак малку подолго време да помине за одредени работи да се решат. Тие не се движат толку брзо. Не би порекнал ниту еден од факторите што ги наведувате. Значи, тие очигледно се присутни и действуваат во синергија. Тоа се факторите кои што можеме да ги лоцираме на хоризонталата од црковното постоење. Така. Но би забележал дека недостасува еден фактор за кој сметам дека е суштински, дека има многу важно значење. Пак сега како теолог го кажувам тоа, заради тоа што нели таа теолошка позадина, кога зборуваме за црковните нешта, мора бидеме свесни за таа теолошка позадина, колку и да луѓе може да им изгледа апстрактно. Јасно. Во христијанската теологија стои еден универзален принцип. Се што имаме е добиено не поради и просто поради наша заслуга, туку е добиено на дар. Тука често во латинската терминологија интересно е се користи терминот гратис. Сега не го знаме тој поимот сосема друг контекст, ама го немаат измислено газдите на скопските дискотеки од 90-ти години. Туку тоа е теолошки поим. Доаѓа од грација, латинскиот збор за благодат. Благодат. Гратис значи по благодат. Добивате нешто по благодат. И чисто ова конечна стварност знаеме да изгубиме од ум. Па решавачките причини почнуваме да ги бараме во контингентниот свет, во човечките дела, во историските стихии, не дека тие немаат свое влијание и движење и така натаму. Но ова носечка димензија некако знае да ни се сокрие и да не ја видиме.
И знаеме да се заплеткаме тогаш, губејќи го од вид најважното и единственото потребно, а именно Божјата волја за нас и неговото непрекинато благодатно действие во светот и историјата. Секако дека тоа действие се пројавува преку нас луѓето, но конечната причина за нештата не сме ние самите и нашите дела, туку некој друг што во своите раце го држи светот и историјата. И тој црковното гледиште, црковната перспектива кон овие нешта, што се надевам дека со овие неколку збора барем успев, барем до некаде да ја пренесам. Сигурно. За прашањето на историјатот и признавањето на Македонската православна црква во Охридска архиепископија, разговараме со професор Александар Спасеновски, човек истражувач кој работи долго време во областа на религијата. Имено она што е 8 септември 1991 година за Република Македонија и за низините граѓани, сметам дека тоа е 9 мај 2022 година за Македонската православна црква и за низините верници. Со одлуката на Вселенската патриаршија, која што доаѓа 260 години по 1762 година, кога беше укинато Охридската архиепископија, и 55 години после 1967 година, кога беше донесена одлуката за возобновување на оваа архиепископија во лицето на Македонската православна црква, нашата црква и низините верници стана дел од поредокот на единствената црква, како и сите други цркви и сите други верници во светот. И оттаму, краткиот заклучок на ова прво ваше прашање би бил дека одлуката има несомнено историски оддек, историско значење, и тој оддек и тоа значење од голема полза како за православните христијани, така и за државата. Дали можеме на нашите гледачи да им објасниме накратко зошто во православниот свет е важно една држава да има признаена црква? Се чини дека оваа традиција потекна од византискиот принцип на симфонија, кој истовремено функционално ги одвојува црквата и државата, но и ги спојува во една нераздвоена дијада која функционира синхронизирано. Со други зборови, постои расширено мислење, можеби е предрасуда, можеби е точно, дека доколку одредена држава со своја автокефална црква не ти ја признава црквата, автоматски не ти ја признава ниту државата. Во конкретна смисла, Византија можеме да ја разбереме како политички поредок воспоставен од страна на императорот и на патриархот, кои заеднички управуваат со империјата. Важно е да се каже дека во овој модел православната црква, и реферирам на вториот дел од вашето прашање, својата примарна цел не ја остварува само врз основа на некаква духовна активност, иако и таа е многу важна, туку православната црква е и во функција на овоземната конкретна држава во која што таа суштествува. Затоа меѓу другото и јурисдикцијата на православната црква се поврзува со конкретни државни граници, при што, како што можеме да видиме, доколку границите на државата се прошират, очекувано се проширува јурисдикцијата на црквата. И обратно, доколку јурисдикцијата на црквата се прошири, во тој случај на површина излегуваат и политички тенденции за промена на државните граници. Конечно, во крајна линија, во периодите кога православните народи потпаѓаат под робство, црквата е онаа институција, народна институција, која, така да се изразиме, го држува огнот за повторна обнова на државноста на подрачјата што биле под нејзина јурисдикција. Да преминеме малку на еден друг аспект на работите. Дали сметаш дека признавањето на Македонската православна црква Охридска архиепископија чини конечно заокружување на државноста и дека контурите на нашата државност се конечно заокружени во црковната сфера, барем за оној дел на населението кое се идентификува црковно или културолошки со својата црква? Тој дел на населението не е воопшто мал, а дури за оние кои само културолошки се идентификуваат со црквата и не практикуваат верски обреди, има огромно идентитетско значење. Заради историскиот одек на оваа одлука, истата има огромна полза како за државата, така за општеството, за граѓаните, но и за православната црква во целина. Во оваа смисла, со оглед на предизвиците пред кои е исправена и црквата и граѓаните државата, сметам дека е особено важно да се продолжи да се опстојува новаа траекторија од 9 мај 2022 година, која продолжи на 12 јуни 2022 година, кога беше одржана првата заедничка богослужба, историска би рекол, во Константинопол на архиепископот Стефан и на Вселенскиот патриарх Вартоломеј, на која за прв пат имавме несекојдневна можност да го слушнеме и македонскиот јазик во таа смисла. На тој сега веќе историски мај за државата и за православните верници, мостовите на соработка со Вселенската патриаршија на општа радост беа обновени и тие секојдневно се надградуваат преку посети, преку контакти и така натаму. И да заклучиме, доколку ваквата динамика на односи продолжи со сличен интензитет, верувам дека е многу блиску денот кога ќе го посведочиме и тој за нас многу важен ден, кога Вселенскиот патриарх Вартоломеј во рамките на неговата прва историска посета на Република Македонија ќе го додели томосот за автокефалност на современата наследничка на Охридската архиепископија, нашата Македонска православна црква. Добро, борбата за автокефален статус на Македонската православна црква Охридска архиепископија која трае подолго од 60 години,
отвори еден нов предизвик, а тоа е именувањето на црквата, кое се чини нема да биде идентично од страна на другите православни цркви. Се чини дека грчката црква ќе сака да избегне придавката македонска, бугарската црква делот кој реферира на Охридската архиепископија, знаејќи го нивниот став околу тоа кој е легитимен наследник на Охридската архиепископија, а некои цркви веројатно ќе ни се обраќаат и со она најформално име црква на Северна Македонија. Како да се надмине оваа ситуација и дали воопшто суштински овој аспект во овој момент или во овој дел од развојот на целата ситуација? Секоја црква е дел од еден конкретен државно административен поредок и таа своето име го определува според државата во која делува или според своето историско седиште. Па така, во Грција името на црквата е црква на Грција, која е истовремено и Атинска архиепископија. Во Украина тоа е православна црква на Украина, која е истовремено и Киевска митрополија. Во Албанија името на црквата е православна автокефална црква на Албанија и така натаму. Во однос на името на Македонската православна црква Охридска архиепископија, во идниот во очекуваниот томос на Вселенската патриаршија, важно е да имаме во предвид два факта и да размислуваме со ладна глава. Прво, со Преспанскиот договор државата во чии рамки делува Македонската православна црква Охридска архиепископија има ново име. И второ, на територијата на географската Македонија, на историската на географската Македонија, во моментот се простираат юрисдикции на повеќе од 4 цркви. Значи имаме 4 црковни точно. юрисдикции, Мислам дека многу луѓе ова не го разбираат. од кои само една е МПЦО. Така е. И во таа смисла, имајќи го предвид споменатото, кога станува збор за името на нашата црква, во идниот томос на Вселенската патриаршија, извесно е дека тоа ќе се уредува во согласно со уставот на државата во која живееме, односно во согласно со традициите на православната црква, поврзана со ова прашање. Не за џабе го поставив и прашањето за етнофилетизмот, бидејќи луѓето треба да знаат дека црквите се именуваат не по предоминантната етничка група, туку по юрисдикцијата која имаат врз одредена држава или територија, така да тоа е она што ние во јавноста не го разбираме. Оваа емисија служи за да ги разбие тие митови. Мислам дека тоа денеска одлично го направивме. Професоре, благодарам многу за гостувањето, многу информативно, многу содржајно и мислам дека на нашите слушатели ќе им биде многу појасно што се случува после овој подкаст. Ви благодарам за поканата. Да љубиме мајката наша, која не пазила ни црните и страдални векови и не довела до овие светли убави денови на празнување. Црното е зад нас, темнината е зад нас, светлината е пред нас.